Здраво на сите, здраво криптореволюция. Едно от моите кратки видеа. Види едно кафе шема е просек 30 минути, така да кратко видео е. Значи, другари, овоа за тия луѓе шо да речеме цел месец не сте пили кафе, цел месец не сте пушили цигари и цел месец не сте одели по кафани. Замислете си која пара имате на оваа нормална корекција, а вие паничите, а ја не ви ги отварам пораките, виши пошто ви кажав, ќе снимам видеа и не можам да читам исти драми. Значи вие викате, јас замисли треба да седам да си огубам времето, не бе брат, ќе се качува. Другари, имате криптореволуција групичка, имате YouTube канал, префрлуваме се на таму. Ќе се коментирате полесно, почитко сите. Кој ќе видат еден коментар, кој ќе го издебатираме, нема истите 50 луѓе да го прашуват, значи да прашуват исти такви прашања, туку ќе му го пратам видеото и тоа е тоа. Значи другари, перфектно брат. Перфектно за тие што имате парички, што не сте трошиле за глупости. Перфектно гледајте што може да се изнакупувате. Чуда. И оваа ви е таа година кога ќе кеширате. Че нема да чекате 4 години. Че оваа е таа година. Трупате и не постоje ни една инвестиција, ниту Wall Street, ниту бизнис, ниту да рентате куќа, апартмани, не знам што да направите, брат. Кафетерија да отворите нема толку пари да направите за една година како што можете у овај бул маркет да направите. Тоа е. Ајде веќе кога Трамп не дупче сите, значи уште не спомнува за крипто резервите, намерно, значи типчето прави намерно сите тие работи. Значи да разлистаме на брзина гледај, собирање на крипто liquidation total 805 милиона за 12 часа. 763 милиони longs и 42 милиона short wipeout. Ако не се прозевам, дека брат, сачи боже. Изгледа ќе треба да се купам митегна, значи кафе, али зрна, разбираш. И така тук си оставам пред масата и чисто да го лажам мозоко. Знаеш, кога одеме на кафе шема сум, треба да ставам и една слика од кочени тука, знаеш, близко до мониторот дека ми е и фактички да се врнам на старите денови кога бев зомби, кога бев дигитално неписмен, зашо имав дома интернет, кога бев паразит, зивав од дома пари, ништо не работев и само чекав, добро што не пушев и што не се пијанчев, разбираш. Пил сум скромно, али никош не сум се пијанчил. И значи може да си направиме на таква шема, лажна кафе шема, зафркавам се другари, да биде поинтересно. Гледам многу луѓе паничето пораки, па сакам да ви кажам, гледаш јас со мојот хумор. Значи ако ја имам време да се зафркавам, значи нема нешто страшно другари. Овие тука да се плашат, не инвестират, играат си нешто тука на берзата и Wall Street ги собира парите по база на Чичо Трамчо, Ethereum, Ethereum, Ripple и Solana. Ја помислив ќе спомнат Cardano или Star Atlas нешто, окей. USB, само овие се, нема други, нема другари, нема други. Јас зашо ви упорно покажам овото, ова е најчитаното такво. Значи ова е сител. Ова е сител телевизија фактички у криптосветот. Ти помислам треба да го е срам да излава у јавност, продаде тамо некои милиони книги и иначе масонска книга тамо, перење мозок и плукаше по биткоин, кажуваше дека биткоин е глупост, кажуваше дека биткоин не треба да се инвестира и одеднашка видите му исчезнаат и објави му исчезна и он сега кажува за биткоин, брат. Че ја овај кога го плукав, ќе се сете старата гарда у криптореволуција, дури што ќе се сете, они нема да го гледат видеото, се блокирани више од групата. Сеќавам се на 5-6 души што ми ја пишале такви лишковци. Брат, ти знаеш и кој е Киосаки и кој е брат тип што кажува дека биткоин е глупост. И сега кој сум ја? Сега е да земам да напишем книга, Крипто Гуштеров, експертот, како таму што се глупират некој Македонија. Експерти, брат, ниту покажале волет, ниту покажале објава да видиме кога се збориле за биткоин.
вчера упаднава крипто и крипто експерти. Да, не, взе си. Ова е Луи Клошър, фърлете му книгата. Каква комплетни глупости. Не си губете времето, брат. Со какви диносауруси, братче, кои ще масонче изберено там и овие луги се ставени насока. Трябва да внимавате какви книги читате, брат. Бразил, Драндранjarinja и евих. Типо, паниче, плаши ги народу, ке падне до 75 хиляди, пулбек ке прави и после го очекува до края на годината, го очекува го очекува у 250 хиляди. Значи първо го плашат народу, па после 250 хиляди ги го очекува и народу, американецу, ужива да чита такви 84 хиляди. 84 хиляди е сериозна бройка. У крипто, значи какви криптоинформации ще отчитат, не са обични луги, тук са сериозни инвеститори. И паднал, леле, 99 хиляди, брат, леле, па и да падне, 89 хиляди да отиде, да речеме, флеш краш и шо, пак е бързо ке се дигне, бе, другари. Не е завършено, научете. Не е завършен бул маркето. Не е завършено бул маркето и за алткоин сезоно, не е завършено и бул маркето за ово. Трамп я играе играта на елитата, да нищо не спомнува и Wall Street користе да манипулира, BlackRock исто манипулира. Значи, луѓе, биткоин е толкова мал, що неколко милиарди долари да се продават, да го повлечат, например, 1% или еве како сега 5%, 6% и он сериозно ги потеглува алткоините. Значи нема шо да се плащате. Затоа ако ги биткоин достигне милионски суми, много по-тежко ќе се манипулира. Значи ако ќе падне биткоин, там ако ќе стигне милионска сума, ако ќе крашне, нема толкова да ги повлечува другите алткоини. Значи, Цизи, гледай, брат, типо, затоа и го затворија. Тука кај мен у Сиетъл беше у хотел, мислам беше, као куки притвор. Значи убаво вика, брат, Ченгпенг за Цизи, ова е типо иначе креатор на Binance, у позадина значи, управува, ама, за американците да е кефо, да ме тръгнате, ама, ово е кинеско Елон Маск, како Ција и Америка ще го имат креирано Елон Маск, како ще имат креирано Microsoft, Джеф Безос, Amazon и други тия фантазии гаража, значи да се врати кај нив и ово е кинеската верзия, затоа Binance е затворена. Само што кинеската верзия е много поека, браче, од америчката берза. Но и дава и staking rewards, и сите токени и коини на време ги става, и е сигурна, и информации, и защити, и чуда. Чуда. И не паѓа на булмаркети. Не паѓа. Затоа у Америка не е добре дојдена. Ти не можеш да се манипулира со него. Не дават информации на сите служби. Гледаш шо е вика, советуваме криптоинвеститорите да се фокусирате на фундаменталните работи, на Emphasizing patience. Emphasizing? Чекай, брат, што шо може да е emphasizing? Не ми тикнува нещо, мозъка ми блокира. Emphasizing. Значи, чекай малко мозъка да ми ради. Значи, Advice Crypto Investors to focus on fundamentals, emphasizing patient. Нагласувайки, чекай, брат, това ми блокира мозъка, я не дека съм експерт за английски, ама emphasizing patient, значи нагласувайки го търпението и long term strategy, и стратегия на дълг. Не знам, брат. Не съм спал, без кафе. То е emphasing, emphasing. Я не знам, виж шо сборам. Emphasing на гласова. Чекай, брат. Че мозъка ми блокира. Значи, advises crypto investors to focus on fundamentals, emphasing patient. Брат, запирката не я гледам. Значи, съветува ги луѓето на инвеститорите да се фокусират на fundamentals, на фундаменталните работи
Нагласувайки го да бидат страпливи на по-дълг период стратегия. Брат, това английски, не знам, брат. 5000 години да бидете у Америка, английски, ако ги вземам да го преведам, и мозък отражи нещо, блокира ми комплетно, брат. Комплетно ми блокира мозък, ако ги вземам да проверям, брат. Аз съм дигитална неписмен и за преведование. И я да бида му нещо от дигитална неписмен. И ги предупредила сите да не... ово ќе ви го преведам перфектно. И ги предупредила сите откочани да не тръчат по маме и бързи кладилници, т.е. со едно ливче да фанат, брат, милион. Времето е на вашата страна, т.е. сака да каже, не одете на кафе шема, седете пред компютъра, гледайте ги негощера видеята и това е, брат, ще станете богати. Ама странно, брат, замисли колко милионери карира, в кой политичар, сега да не опаям, брат. Значи, другари, зафракавам се, купувайте, трупайте, значи, мора я да кажем дека не е финански совет, затоа ще ми ги прияват видеята. Не е финански совет, ама вие си натрупайте. Натрупайте си, братче, Made in America токените, трупайте, брат. Много луги ми прошуват, що да правите с Ripple, брат. Купете го, вземете, купете го, за сите пари го купете и чекайте, що да ви кажем, брат. И упорно викам, групата бе, како да не ми ги гледате видеята. Значи, групата беше кажено, до вчера не зборев за Ripple. Ripple моментално, гледате ли, корпоратски гигант, проценив ги, плакят да се, Трамп да стагнира. Да стагнира, да не го става биткоин ово. Че то вие гнаси, брат, ово е луги банкарскиот картел. Че ово от цел свет банките го имат креирано. Замислете си. Банките от цел свет стоят за това чудо. Замислете си, вие ми прошуто, шо ќе биде. Отдека знам шо ќе биде, $10 или $20. Отдека знам шо е целта. Целта е да биде стабилна. У бер маркето да биде, ви кажав, да биде стабилна сума за имигрантите да си праќат дома пари преко него со ефтини трансакции. Това го знам. Друго, не седам у банкарскиот картел за да знам шо ќе биде, кажав. Ви гледаш Суи, Хедера, нон-стоп го бръмблат и шо беше, и Chainlink. Chainlink, обърнете внимание на Chainlink. Chainlink го тепа, брат, с борейки, значи елитата нещо планира. Що е? Ово чудото не мръда. Има днеска лудакова и Дамартини Гай, $300,000 ставил замеси си. $300,000, братче. $300,000, брат. Чекай. Да видим какво му беше това Дамартини. Дамартини Гай е тежка будала, брат. Гледа, промашив го ово. My 300,000 bet on Donald Trump coin. Гледайте го, брат, я го гледав, типа сега, шо да ви кажем. 4000 го имат гледано за 15 сата, шо да ви кажем. Те таков лудак, ќе отиде, да речеме, нагоре двойно ово и ќе направи луди пари, ама той е мултимилионер, брат. Измръдане му мозък от 200%. И те такви видеа ще правят, тия се уствари щетни видеа, разбираш. Значи няма да ме гледат моето видео или на някой друг. Ке гледат те такви видеа, брат, че ставил 300 или ставил ово, но пумпат ги, разбираш. Що ви кажем, другари? Я ви кажувам, значи не постои някой, ще ви каже 30% биткоин, 30% етериум, 30% кардано и 10% да нададат. Я знам дека вие сакате преко някой да станете богати. Преди 11 години да ми окажеш ово некој. Луѓе, ја трчев, ја сите ги имав овие. Сите ги имам. Сите сум ги имал. Сите. До 10-та страна, до 20-та. Се сум имал. Усе сум стил 50-100 технологија зборам кои се били. Ништо не направив, другари. Седнав, најдов го чудото. Седнав, нон-стоп, читав, теорија на заговор, геополитики, чуда, секаде тражав да видам дали ќе спомнат негативни, позитивни коментари и успеав да го најдам. Ја не сум на среќа улезен у Кардано. Че ја го зборам 7 години Кардано. 7 години го бръмнем Кардано. Други луѓе се станали исто милионери од Кардано што се ме послушале. Што уста на уста што сум пренасал. Усно на усно, усто на уши. Мале почав више да не знам што збора. Македонски се го забрив, треба подитно да се врнам у Македонија. Значи, зборил сум, брамблял сум, уста ме е заболела, братче, од брамблање. Луѓе
не сум насреќу падна на ово. И вие може да најдете таков коин или токен. Значи постојат такви, седнете, истражете, купете и може да направите луди пари. Ама треба да си го најдете сами. Ја, другари, не можам да истражувам у бул маркет. Че јас сум упаднан, више, јас сум невработен и чекам да ударам бул маркет. После кога ќе помене тај бул маркет, ќе почнам да зборам ќе почнам да истражувам за други кои ќе се појават. Иначе, свето моментално Америка со овие работи се занимава, брат. Шо да ви кажам? Right now in a galaxy with a place called Earth. What's this here? Американците овакви работи ги интересира, брат. Ние бевме, колко да ви кажем, едно трилион години буквално другари бевме у Star Wars. Буквално, брат, кой се сака се криминал, убийства, тепачки, значи буквално одея до $900, колко беше, зима. Замислете си, долегнеш у продавницата, да се кажуваш за сериозна држава, ама да може секој да улезе у продавницата, докато $950 да си земе од малите бизнеси, замислете си, работи и да си излезе и ништо. Да не го уапсат, брат. Че погледнете го, робот ли е, киборг ли е, ретард ли е, зомби ли е, клон ли е, не знам шо е. Че ова е збир на најголемите гадости, кои што од длабоката држава се играе со народот. Ставија ги тука со години, уништија комплетно државата, направија ја пуздер, значи, овај од Украина се напуни купишта од пари, купишта, брат, милиарди украде, значи, чисто ретардиран педофил, значи, играат си луѓе со вас, со нас, со сите си играат. И едноставно, крипто и бул маркет, да знаете дека чека ме деконцентрира така. Да знаете дека не е луѓе, како се вика, не е позитивно нешто, криптото и биткоин и блокчейн. Блокчейн е апсолутна контрола над нас. Значи, комплетно апсолутна контрола, која што планира да не следат 24/7. Али позитивното е тоа што на сите политичари ќе ги зафркнат. Че политичарите, кои ќе фул се имплементира блокчейн, сите тие токени што ќе ги земат како плати или крипто, нема да можат да прават такви малверзации како што се правиле до сега. Нема, презима ќе набутат у сервери тамо долу у подромите вештачка интелигенција и тоа ќе биде главното, тоа ќе управува се живо. Че тие политичари, адвокати посебно, тие адвокати ќе држат до 2035 да си бираш дали сакаш робот или во АИ или физичко, мислам, или човек да ти биде, каже го, адвокат, али обичен овако не може да се надпреварува, обичен човек нема да може да се надпреварува со вештачката интелигенција и многу струки ќе исчезнат. Многу. Ево и се свија, врачи. Свија ми се гледам, например, да имам американците, прашувам некои пријатели, шо гледат моментално и они ми ги праќат овие. Че не ги интересира овај стил на вести, разбираш. Имат платичка добра, земат некоја, кажи го, на заем од некоја кредитна картичка, земат од баба, дедо и улагат, гледат по цел ден се гейминг, по цел ден гледат овакви карикатури, анимации и чуда. Веруваш ли, ништо не гледат вести. Значи, американец, луѓе, за прв пат почна да гледа вести кога ептени се распада на државата. За прв пат излегнаа индијци што живеат тука и ја мишите да гласат луѓе. Тоа у историјата не се случило во Америка. Замислете си колку е лошо кинези, индијци и амишите да излезат да гласат. Значи тоа е од како постоја Америката и они тука кои се дојдели како имигранти и се обстанале толку години со бизниси и стварно, например, индијците, кинезите, амишите стварно сериозно допринесуваат за Америка. Че не прават такви проблеми. Тори индијците сега почнаа овие новата генерација да се комплетни скемери, али оригиналните првичните луѓе уопште ништо, брат, че не правеа лошо во држава. И они највише, значи кинези и индијците највише и наштетија на бизнисите,
на мишите исто, значи много фарми унищия и много закони се донесеа да... закони се донесеа. Богаташите не може едноставно за време на COVID да купуват от нив, а мишите сериозно продават една от най-квалитетните храни, органски в Америка, и мора да се активира да го тръгнат ово зло, брат. Че ви пущам, Америка я интересирате какви работи, брат. По цел ден седе, на телевизора му въртат овие глупости, мислам без тон, другото играат гейминг, неколку луѓе ги прашав шо моментално правят и тоа ми го надуват. Американците го интересират, какви работи, брат. Анимации и уствари ти на американецо 140.000 за 6 дена. Ако не го презентират тебе, ако не го презентират на овај начин, луѓе они не гледат. Значи на нив треба да биде презентирано како маме нешто, како за фраканција, разбираш, и видео за они да го гледат и да улезат у тај сектор, например, да примат некоја информација. Че верувајте, не гледат. Американец телевизор не пале. Не пале. Сите и сите овакви видеа. Чуда. Они за тоа се луди по мамето. Они се лудито по Они се луди по маме и по вакви работи заради тоа што ќе видат, например, некоја маме за политика и после ќе креират и токени и чуда и геймлинг. Прашувам неколку луѓе така и читам коментари, излегна, например, некој мами, они по 100, од 100 до 1000 долари. И взимат кредити и чуда, заштеда што имат. Взимат, например, купуват по 100 долари еден куп маме, купуват за по 500, тие што повеќе веруват, купуват за 1000 долари. И ако погоди, и после погоде, например, на среќа, и после само за тоа збор. Како некој за 1000 долари направил 200.000 долари, се новото, да не окажувам, да не се залитат да го купуват. Ново има Трамп демек го спомнал, а нема врска, Трамп ништо не е спомнал, че е во преводо. Значи гледа Кеш Пател. Значи Дана Уайт. Значи УФЦ и те. Тоа треба да направат овакво видео за они да сварат нешто, демек те што се дешава. Колку е сериозна ситуацијата за Гринланд, мора да има овакво за американчето да приема информација. Значи, другари, шо е мобето, деконцентрирана ова музиката, Хилари. Значи, погледнете го Трамп што прави, бизнисмена. Креира две маме, кога подбраа, не било маме, било collectible и типчето купишта милиарди пари се собраа и си има за некоја тамо негови борби што незамислени, некои замислени борби што си ги има у главата и ќе го правиме Америка. До сега ние, кажи го, криминалци по улиците се шеташе по 8 сато, не можеше да се излезе, ова е интересно, не можеше, чекай дека цитирам се ога, значи не можеше да се излезе надвор, бензинска да идеш после 8 сато, 9 кога ќе се стемне, што е страшен ризик беше. Че може буквално да ти украдат колата, да ти избодат, да ти изтепат. Че у Америка, луѓе, јас сум 11 години тука, после ковидо оваа држава не беше истата. После ковидо оставија распад систем. Значи како по филмовите да биде. И сега одеднашка Трамп дојде, ќе спасува Америка и светот, не другари. 4 години ќе биде тук тамо окей. Нем да се лажете. После 4 години па си продолжува на тие драми. Ке си продолжи со фантазијата на лажно глобално затоплување, да се надевам дека нема да ми го блокират видеото. Ке си продолжи со драмата 15 минутни градови, што сакат да не затворат тие 15, затоа го спремат тај метаверс. Значи вие како ќе ве затворат у тие 15 минутни градови, како ќе ве затворат кога нека врте. Како ќе ве затворат, како ќе живееме ние у тие 15 минутни градови, кога
Ово е най-големото зло да знаете. Ово, братче, чудо, цел свет го драма. Али, че да няма някое друго интересно да го филозофирам. Ovo super je objasnila пародии, брат. Не знам, брат. Едва и чекам да дойде bull market и да си селам от оваа држава. Значи, много луѓе ми викат, брат, зашо одбиваш пасош? Луѓе не ми треба пасош. Држава која што се играе 10 години супер, мети млеко. Па после 10 години си играат комплетно се катастрофа, кризи, чуда. Не ми треба фала. По-добро да си дома у Македонија и тамо, братче, бизнис, тамо да има, да кажи го, там да си го ризикуваш живото, да се бориш за државата, нещо да предонесеш, да отвориш ако може, да си селиш, да речем и у некој село и да произведеш нещо общо корисно за луѓето и да го подадеш и да го продадеш ли за културна цена. По-добро луѓе у Македонија да се бориш, ја и препорачам на сите овие што живеат по терко на, како и кажат жените, фантазија, куќа да им мале, децата да раснале во Америка, дај не завркавајте луѓе. У Америка образованието е, ако мислите дека Македонија образованието се е катастрофа, луѓе не сте виделе такво нешто шо у Америка. Че Америка ви е луѓе, нека брт. Америка ви е луѓе страшна работа, брат. Страшно. Тука е жално да речете дека вие сте дојделе, и јас сум дојдел. Работил сум и да земам да стварам фамилија тука жално е за децата. Жално е за децата, например. Колку и да е сиромашна Македонија, колку и да е лошо, колку и да е штетен воздух, луѓе верувајте дека многу е подобра опција у Македонија отколку Америка. Многу. Ја long short story ви е, дојдел сум, работил сум и препорачам на секој ако мисле да дојде да работи, али фамилија тука, мој совет е да не почнувате. Куќа да купувате, да инвестирате никогаш. Само се рента и у различни држави, зависно не ти се свиѓа работата, одеш у друга држава. Не ти се свиѓа работата, одеш у друга држава. Значи, нем никогаш да дојдете у Америка и да се задржите само еден стейт. Колку и да земате добра плата, Америка, луѓе, гледајте да, ако тие новите што ќе дојдете овие 4 години, додека е Трамп, можно е па да има добри плати, значи можно е за тие 4 години, тие си мислам последните 4 златни години, гледајте да дојдете, ама гледајте да се држите до туристички места. До туристички места на почетоку, значи да видите што е како е, да добиете тај социјален број, до туристички места и после таму, тај договор, наместо да шетате низ Америка, гледајте да се преселите да речеме Флорида. У Флорида, тоест Мајами, гледајте тај дел. Мајами ако ви биде за келнер, за бармен, многу добри пари може да земете. Сиетл ако ви бива за construction, за нешто у кујна да работите, тука дојдете. Ако ви биде за таксист, Сиетл, дефинитивно Сиетл, за таксист нема подобро место од само не знам, ја више што пуштам да не е нешто да ми изблокира, ама ќе видиме. Значи гледајте, пак ќе повторам, Флорида, Мајами, посебно, не Флорида, е подобро за келнери, бармени. Значи, луди пари. Менаџери исто кој ви биде, многу добри пари. Што пушти фија, брат. Ако ви бива за таксисти, многу добри пари се земат. Ако сакате пакети да разнасате, значи дефинитивно Сиетл, Вашингтон за пакети може да се земат многу добри пари, зависно колку добра земете кредит од банка да земете нели SUV и зависно колку ви бива за кујна, за шефови има многу добри плати тука. Над $21 земат на час, мислам стандартни 21, ама шефови добри може да земат и над 30.
Значи, овие се последни 4 години мое мислење за Америка. Ја мислев дека нема да биде толку Трамп да почне на брзина да оправа. Значи, овие се последните златни 4 години. Тоа ти многу луѓе ме прашуваат упорака, шо мислиш сега, но во да го филозофирам, оти над 50 луѓе ми имат прашано. Сега не можна сите да ја врнам, ама ги имам видено. Значи, прашањата, значи, над 50 луѓе ми имат прашано, шо мислиш дали 4 години у ерата на Трамп се добри да се дојде до Америка. Да, до сега беше лошо, опасно. Младите кои што им се ептену криза у Македонија, може да дојдете тука, да си пробате среќата и 4 години и после бегате назад у Македонија, собирате си пари, не трошите за глупости, не ви треба Америка да шетате тие глупости. Собирате пари, улагате у крипто, значи финтата е да уложите у крипто, после тај крипто у Македонија си отварате бизнис. Гледајте Македонија да си го пренесете богатството у Македонија. Не тука. Тука луѓе да не се лажете. Кога после ерата на Трамп заврши, да знаете дека пак се врне на чист сатанизам и на распад систем. Така да ово чисто морав, баш се порака ми стигна и среќа гледаш за тоа го променив разговоро. Ово е рандом видео, за тоа ги правам, не е само за ова. Чисто сакам да ве расположам, разбираш дека не е крај света. Значи овие 4 години може да се до Америка, да се направят до младите. Значи Америка се доваѓа од 18 до тие што сте 35 годишна возраст. Зашо? Затоа што над 35 годишна возраст, кажи го, ќе ви е многу потешко. Значи младите многу побрзо учат, побрзо абсорбират. Од 35 годишна возраст, ако стварно се разбирате construction, да сте некој мајстор, не ви ни треба англиски, тука може има екипи бугари, да се убаците, има екипи и турци, да се убаците, да работите со нив нешто. Ќе ви е тешко на почетоко, али има ефтино да се рента, што се вика, и ако ве бива, може да дојдете тие 4 години да сменија се работите во Америка. После Трамп, гледате сериозно полицијата почнува да работи, полека чисте и почнуваат сериозно да депортират криминалци. Така да гледајте, че да не пуштам нешто, некоја лудост, да ми го блокират видеото, а? Ова не е ништо за блокирање. Значи, другари, овај тип 4 години ќе ја држи Америка. Ќе биде златно, да, ќе ја држи. И ако напаѓа и крипто ќе го оправи. Сега малку бизнис тука, шо му кажува елитата. Нема шо да паничите. Слободно инвестирајте во, а тоа е еднината. Не можеме ние да го сопреме и биткоин, и крипто, и блокчейн. Така да, финтата е, да, сатанистичка технологија, да, на елитата е технологијата, да, за фул контрола е, да, за комплетно да видат дека ќе се трошат парите, али финтата е да улезете побрзо. Значи, колку побрзо, 8 милиарди сме луѓе на светот, колку побрзо улезете, колку побрзо разберете технологијата, колку повеќе направите профит, ќе имате шанса да се иселите од тие градови, да си изградите добра куќичка, да се опремите со добар интернет, да се опремите со добра технологија, офгрид, соларно, бунари за вода. Знам дека ќе ме прават ненормален и ќе звучи лудо, али луѓе секој се подсетете дека 3 години со ковидо дома седовте, не ви пуштаат да излавате, значи уште пострашно ќе биде после Трамп. Ово е чисто оти многу народ се освести и многу народ почна да се дига, да се организира. Тука Америка и протести имаше, само не ги дава, ни цел свет протести гледаш имаше. И сега Трамп го ставија и нивен играчи. Тие се бели магови, црни магови. Он малко е од тие старите, значи старата елита како го гледа тај дел на робовладетелство, значи да биде културно се, со правила, со се, додека оние другите ептем беа у тесто лизеле за чист сатанизам. Значи типо си е да знаете, и он е од елитата, не е светец, значи планира, неговиот план и Елон Маск гледате е да изградат таа голема AI вештачка интелигенција база,
кој ќе изградат таа база луѓе и кој ќе поврзат биткоин, кој ќе поврзат блокчейн, кој ќе поврзат крипто, кој ќе поврзат токенизација, значи апсолутна контрола. Елон Маск гледате лита там колку му стигнат 10 на 20.000 направи там сателити. Цел свет ќе го покрие со сателити. Апсолутна контрола и другари, после следна фаза е, колку и да ви звучи смешно, ќе треба да јадеме од најдолното долно од земјата храна, најдете по земјата шо лазе. Значи, тоа е финтата. Значи, финтата да не одделат од, да не направат комплетно материјално, да не одделат од духовното, да не одделат од чиста храна, да не одделат од чиста вода и комплетно да не направат, знаете, како демоните што се валат буквално и што се лазат по земјата. Сега некој ќе рече, ама ти брат, ти си у материјалното. Да, у материјалното секој мора да го помене. Ама додека не се развили оваа технологија до 2035 90% до 2035 уште 50% од народот се уште ќе стоат настрана од крипто. После тоа, мислам, измеѓу 2030 и 2035 ќе научи човек крипто ствари. 2030, уште 5 години ќе треба минимум. Гледате, у Македонија 99% луѓето не веруваат. 99% луѓето не веруваат у ајде да видиме овај сатанист. Ово е најголемото зло, мислам да ќе биде. Помнете ми ја думата, ово е ќе биде најголемото зло што е газило на планетата. Јас за тоа го мразам. Помнете ми ја думата, другари. Помнете ми ја думата за овоа зло. Овоа зло го граде тај AI центар, поврзува го блокчейн, поврзува ги сателитите, поврзува Starlink, апсолутна контрола. Ово чудо ќе биде најбогатото у свето, трилионер, мислам дека првиот трилионер, и ово е лажниот, да не кажам да ми го блокират видеото. Ова е тај лажниот што ќе каже дека ние ќе би живееме со мед и млеко, ќе немаме ништо, ќе бидеме срекни, ќе си купите Тесла, па додека спиете Теслата, знаеш, ќе вози сама такси и ќе ви брае пари, а уствари Тесла е најштетно возило. По тоа на колку зраче, гледавте го и тај војник кој го средија, кој што whistleblower беше за какви се уствари тие дроновите, и уствари качуваш се у таа кола и просто затварат се вратите, не може да излезете, одведеа го пред Трамп и го спражија. Да се надевам дека нема да го блокират видеото. Се повеќе луѓе тражат да поврзам теоријата на заговор со овие работи. Значи, луѓе сите се поврзани. Елон Маск, Трамп, сите се поврзани со блокчейн, крипто, гледаш што прават. Упорно Трамп, место нели бизнисмен да кажува за биткоин, за етериум, да рече технологија, па дури и Solana и Ripple да рече, ајде да речеме технологија, да рече Cardano технологија, луѓе, ама излаваш ти и крираш две шиткоини, брат. И го уништуваш алткоин сезоната, значи и он си од елитата, брат. И ова е уште, лепе тука, кучето ќе го залепе на ракетата и типо ќе го прават како некој македонец што му бедо технологија. Никаква технологија не е кучето, нема ни да биде технологија. Не знам. Овие видеови ги правам просто аматерски, значи без никаква подготовка, без никаква филозофија, без нешто да си напишем на лист како другите што знам дека прават. На лист со цели тимови там чуда, спремат 5000 пати четат што да кажат, не, ке мене рандом, ја пуштам браче старт и од срце, од душа, шо имам у главата и те гледа да го замислете си кола, браче, летал со колото вселената, брат. Тука у студиото муви му се лепат по ракетата, Star Wars имаше едно видео, че како може да верувате у колата било вселената, брат? Што е CGI, браче, видео, глупости, брат. Оваа да, технологија постоја, ова е стара технологија, 75 години. Reverse engineering технологија, уште откопана тамо од кој знае тамо од која локација. Не забравајте Хитлер, германците за кој краток период направија тенк кој што ден денеска се употребува. Таа му е конструкцијата, таа е базата. Авиони какви направија, ракети замеси направија, чуда. Пред нуклеарка беа. Русите да не ја бомбардира фабриката, пред нуклеарка беа да развијат. Среќа што не ги беа направиле под земја, тие кажи го фабрики.
другари, овие зла нема да наштета толкова много на крипто, ќе го паузират, али ќе лита. Биткоин ќе лита над 130.000, ќе видите. Ќе се бореме измеѓу 130 и 200.000 там да се процене колку ќе биде. Ethereum ќе биде околу 7.000 и 10.000, мислам дека таа борба ќе биде. Ripple сигурно ќе го напукат и до 5 или измеѓу 5 и 7 долари, може и повеќе. Solana можно е измеѓу 1000 и 2000 долари. Мислам дека ќе опумпат кога више одеме чим више Made in USA има, ја можам во слободно да го кажам. Cardano може чим го спомнуват тоа и на се повеќе и повеќе, значи можно е да отиде измеѓу 5 и 10 долари, зависи ако биткоин мине 130. Star Atlas верувам дека ќе стигне минимум 8 долари лесно, пошто гледам уште го саботират другите берзи, не го покажуват, не го мислам имплементират. И другари, не знам колко време филозофирам, чекай да ја само. Боже, 40 минути. Добро, какви видеа па и намерно ги правам подлъги, и знам дека многу луѓе нема да ги гледат. Пошто ако видат дека е 40 минути, немат време да гледат. Едно, овие видеа се една мала екипа, околу 600-700 луѓе. Значи микс рандом крипто и теории. Значи, гледате луѓе дека ги трпам информациите, нема шо повише. Доста е Cointelegraph да го излистам, доста е да излистам овие тука канали кои што се за крипто и сите информации ги соберам. Мозоко по некој начин ми направи аналитика и успеам да откодирам. Значи, кажувам ви, другари, нема што да правим професионални видеа. Професионални видеа може кој си долу Македонија да правиме за Star Atlas Gaming. Иначе луѓе, верувајте секој ден да земете да седете и да ги гледате видеата. Ништо да не разбирате од видеата, ништо да не разбирате од чартови, ништо да не разбирате од крипто, од биткоин, од блокчейн. Секој ден да гледате по неколку сата видеа, мозоко полека ќе почне да се концентрира. Ќе види дека тоа е тоа, дека не се тргаш од тоа и ќе почне да ги разбира работите. Ќе почне, верувајте. И внимавајте со тие што им праќате Crypto Predictions, повеќето се 99% се лажни видеа. Значи, ако ќе се отделите тука биткоин и гледате луѓето што ги интересира. Тие видеа, лажни, не лажни, ваше е да ги пролистате, другари. Ваше е да ги пролистате, ќе видите на секој видео колку луѓе го гледат, колку коментари, колку лајкови. Тоа значи дека за тај коин или токен толку луѓе се заинтересирани. Значи луѓе 82.000 кои ќе гледат, тоа е сериозна бројка. Значи тоа збореме за сериозни инвеститори. Од нив барем 90% се сериозни инвеститори. Македонците многу малку гледат YouTube. Значи македонец просек од едно видео 30 минути се задржува 3 минути, пролистува на брзина така цап. Македонец нема време да гледа на ово. Една мала екипа од ви викам од 200-300 луѓе ги гледат фул сите видеа. Че тоа луѓе мешано, значи ќе се трудам секој ден по едно видео да направам. Ово видео е чисто да ве расположам, гледате, зафркавам се. Значи уопште не сум испаничен за ово. Гледате, лупам зелени, уклучувам старт и брмлям. Цела Македонија ако сака нека ми се смее, овие видеа се програмирање на мозок. Секој што ќе огледа видеото, колку и да му е смешно, колку и да му е аматерско, верувајте дека ќе почне мозоко да сваќа што сакам да кажам со овие видеа. Знаеш, зафркавам се, ладам си го со извинение и знам дека ово е еднината и гледаш, другари. Седнувам, ентер и бош мобет, али бош мобет со порака. Чао, другари, и не забравајте лайк, сабскрайб и шер. И 2025 како што кажав декември, после добриот бул маркет, тие што помагате видеата да излават на други локации, оти со лайк, ја ви покажав монетизација, нема ништо. Жта банка нема, брач. 0 компири. Значи, гледајте да кога ќе ставите лайк и коментар, значи алгоритму на YouTube помага тоа видео на што повеќе македонци да се појаве. Иако звучи смешно, аматерски, не сум спал 3 сата, тука виши после полнок, цел ден бев на куќата на тај другара помагав. После на крајот ќе ви покажам финален производ. Од шо, од куќа, од
комплетно уништена куќа, каква ќе ја направиме и да се стае на маркето, да се надевам дека се продае некои луди пари, пошто у тоа мало има едва и 2-3 куќи само се продават. Значи, гледаш, не себично помагам на пријатели, наместо да дремам се и да речеме да трейдам или да флипам, не ми треба. Доста едно видео да направам за таа една мала екипа што ќе го гледа и да остане у историјата дека некој и мало седел и е зборил на македонците позитивно и за африканци, да не паничат. Значи, ја понапред сум гледал кои видео американците исти видео ги правиш, што се вика. Зафркават се, додека замислете се на некој му горе под нозите паднал му коино и токено по 20-30%, кукато на долу, гледаш, ја братче, не паничим уопште. Знам, верувам у 600-то сетело дека има добар бул маркет и тоа е. Чао, другари.